Централната прослава на двата Илиндена денеска во Крушево помина во скромна атмосфера. Најпрво владина делегација предводена од председателот на собранието Трајко Велјановски положи цвеќе во Македониумот. Оттаму прославата продолжи на Мечкин камен каде присуствуваше и председателот Бранко Црвенковски и бројни делегации кои му дадоа почит на борците од илинденската генерација. Велјановски во својот говор нагласи дека манифестот кој го оставија илинденците денеска ги представуваат нашите човекови права, слобода, толеранција и почит. Подобро ужасен крај од ужас без крај. Запиша Даме Груев, мисла која е преточена во заклетвата на илинденците, слобода или смрт. Со својата жестокост ја изразува енергијата и свеста. Како се прави држава, но како и се зачува националниот идентитет и битие. Граѓаните дојдени од различни делови на Македонија, дури и од странство, велат дека на овој голем ден сите треба да бидеме сплотени во мислата дека тоа што го имаме денес, слободата, некој ја платил со крв. И се најубаво на сите граѓани на Република Македонија, кои колку знаат и умеат да го прослават овој празник. До 29 години стасумна работа, секој денеска така се погоди слободен. Македонка од Шведска. Тоа е слави Илинден, тоа е најголем празник во Македонија. Секоја година идам тука. Најголем аплауз доби сепак Љубе Бошковски како херој на новата генерација. Манифестацијата продолжи со македонските песни ора. Скромна програма на 105 годишнината од Илинденското востание на Мечкин камен во Крушево. Оние кои дојдоа на честувањето на брзина и се заминаа. На Мечкин камен споменикот кој го символизира непокорот, со различни емоции од граѓаните пречекани председателот Црвенковски, председателот на собранието Велјановски, партиот Македонскиот политички блок, Љубе Бошковски, кој предизвика вистинска еуфорија меѓу граѓаните со своето појавување пред споменикот. Ниту една политичка елита нема право да се ценка или да прави компромиси со македонскиот национален идентитет, порача одговорницата председателот на собранието Велјановски, кој рамковниот договор го карактеризира како еден од столбовите на македонското мултиетничко општество. На самитот во Букурешт не бевме поканети за членство во НАТО само затоа што сме македонци и не сакаме да се откажеме од националниот идентитет. Продолжуваме со нашата надворешна политика и стратешките определи за членство во ЕУ и НАТО, но и како веќе потврден и активен чинител на мирот во регионот и пошироко. Продолжуваме со заокружување на судските реформи, бидејќи само во вистинска правна држава во која владее правото и во која има самостоен и професионален судски систем, може граѓанинот да се чувствува вистински слободен, бизнисменот да се чувствува сигурен за својот капитал, политичарот се чувствува одговорен пред законот и дека не е над законот. Од Мечкин камен и пораката дека Македонија бара доследно почитување на човековите права и слободи на децата бегалци од Егејска Македонија, при тоа не доведувајќи го во прашање суверенитетот и територијалниот интегритет на јужниот сосед. Додека траеше програмата, забележливо, иако писмената кохабитација не им оди добро, Црвенковски и Велјановски очи во очи расположено разговараа. Се забележи и неприсуството на Мечкин камен на ниту еден владика на Македонската православна црква, но и на делегации на албанските политички партии. Почесни труби, развиорени знамиња, положување венци на оние кои загинаа за слободата на Македонија. Денеска во Крушево се славеше 105 годишнината од Илинденското востание. Како и секоја година, се честуваше на гробот на Никола Карев, кај местноста Слива и главната прослава на Мечкин камен, но сепак беше многу поразлично од другите години. Вака беше денеска на гумење во Крушево. Празно. Крушевчани велат дека ова најслаба посетено за овој ден во изминативе неколку години. Сликата не беше подобра ниту на Мечкин камен, каде за разлика од минатите Илиндени, денес имаше помалку народ. Помалку народ има дефинитивно минатите години. Многу слаб од претходните години беше многу подобро, малку од другите години повеќе имаше, да. Овој ден беше поразличен од другите и затоа што ова е првиот Илинден кој Крушево го слави без Тоше, неговиот гроб, и денеска го посетија стотици луѓе. Најголемиот дел од оние кои дојдоа денес во овој град не кријат дека тука се дојдени повеќе за Тоше, а после за честувањето на Илинден. За Тоше, бидејќи бе филманиот празник, така да повеќе за Тоше празник. Во Крушево сме доаѓале повеќе пати, меѓутоа овај пат и за Тоше беше идењето. Повеќе Тоше ни привлекува. И Илинден исто привлекува, не? Ова година повеќе привлекува Крушево од Тоше,
да го посетите или Илинден? Повеќе на Тоше. Голема посетеност имаше и на манастирот Свето Преображение кој што го градеше Тоше. Очекуваме многу гости да го посетат и манастирот Преображение, така да се организираме од Самајле сите управата, тука сме да го бележиме и ние празникот. Па јас сепак мислам дека повеќе акцент се става на Тоше оваа година. Барем така имам чувство. Ниту крушевчани не демантираат дека Тоше е новиот херој на сегашната генерација на Македонија. Илинден си има своји почитувачи, меѓутоа 105 години после Илинден таа традиција треба да ја продолжуваме и одржуваме, а младите генерации си имаат своји херои, младите генерации си имаат своји идоли, несомнено дека Тоше е нивниот идол и нашиот ангел. Очигледно е дека Тоше и посетата на неговиот гроб во иднина ќе станат составен дел на честувањето на овој празник.